Јас сум Ирена Наумовска од Коинско, собственик на бизнисот Тераса Утарна. А јас сум Јасмина Котевска од село Суводол Демир Хисар. По вокација сум одгледувач на овци, а по професија сум историчар на уметност. Јас сум Вангелина Пармачка од село Будинарци Беровско, земјоделка и носител на земјоделско стопанство. Започнавме пред 7 години. Нудевме се домашно млеко, сирење, месо, тоа што го произведувавме, тоа си го нудевме. Одгледувањето на овци е семејна традиција. Се најдов во една позиција да морам да се занимавам со сточарство. Како започнав да работам на фарма, во мене се развива љубов кон животните. Започнавме со 10 на 20 грла на овци пред 22-3 години. Ние од самиот почеток почнавме со неголеми амбиции, како за своја душа работевме. Постигнавме, можам да речам дека малку поеќе од што очекувавме за кратко време. Не ги мериме работите на машки и женски, се надополнуваме, работиме на поле, работиме во штала. Не гледам разлика помеѓу машка и женска професија. Мислам дека и жените можат да работат работи кои што нели ги работат мажите и обратно. Сопругот никогаш не беше против тоа јас да го водам бизнисот, напротив, имам поддршка од него. Значи, се што работиме заедно. Јас сум собственик на бизнисот, го водам ресторанот, но не сум собственик на имотот. Тој се уште се води на име на родителите на сопругот. Тоа представува понекогаш пречка, за да не може да се аплицира за некои грантови што ги доделува државата или некој странство. Како жена носител на земјоделско стопанство е навистина предизвик, затоа што мора да присуствуваш и на работата на поле и во шталата, а да бидеш воедно и мајка и домаќинка. Инаку во Демир Хисар сточарството е во изумирање, поготово ситната стока како што се овците. Како почнав да работам со нив, почнав да развивам дисциплина и одговорност. Го доживувам позитивно за сопствената личност. На почетокот, нормално дека беше тешко да се прифати жена да води бизнис. Млади жени кои што, ајде да кажеме, имаат некакво образование, а се решиле да се занимаваат со сточарство, мислам дека сум единствена во овој регион. Жени, бидете храбри, бидете носители на вашето земјоделско стопанство, бидејќи каде и да аплицирате, тоа ви носи плюс поени. Треба да бидат храбри, да не подлегнуваат на предрасудите во избор на професија, треба да го следат своето срце. Сите што сакаат нешто да не одстапуваат од тоа, затоа што секој предизвик во животот е нешто, не знам како да го наречам, непроценливо.